во тема на денот како што најавив разговарам со Горан Герасимовски, кандидат на СДСМ за градоначалник на општината Центар. Господин Герасимовски, добро вечер, добре дојдовте во дневникот на СИТ. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до гледачите на Република Македонија, на градот Скопје и посебен поздрав до моите центарци. Вие одите во борба за втор мандат, го завршувате првиот, на почеток пред да почнеме со деталите, зошто втор мандат? Па покажавме како се води една општина, многу поразлично од сите останати. Во нашата општина е единствен пример каде што политиката е целосно тргната на страна. И јас овие 4 години немав мнозинство во Советот. Председател на Советот беше и од друга партија, од друга советничка група, но функциониравме како едно и покажавме разлика, дека кога се сака да се работи во интерес на граѓаните, може да се тргне политиката на страна. И тоа го правевме изминатите 4 години. Реализиравме над 90% од програмата која што ветивме во 21 година. Покажавме транспарентно, отчетно однесување. Јас сум единствениот градоначалник кој што нема потрошено ниту еден денар од буџетот на трошоци како што се патувања, како што се кафеани и така натаму. И сите пари кои што беа наменети за таа намена беа префрлени во делот на социјално загрозени семејства. Сакав да ја сменам перцепцијата кај граѓаните дека градоначалникот не треба да седи во фотелјата и да носи одлуки, туку постојано бевме со народот по улиците. Не користевме правевме непродуктивни трошоци во делот на користење на приватни службени автомобили, шофери и така натаму. Се гледаме пошто сме и комши постојано на велосипед и сакаме да ги смениме и перцепциите и навиките на градоначалниците и мислењата на луѓето како треба да функционира еден градоначалник. Покажавме различност и реализиравме сето она што го ветивме пред 4 години. Така ќе продолжиме во наредниот мандат. Ќе зборуваме за тоа како ќе продолжите. Многу материјали ми донесовте овде. Новата програма, 35 страници, ама имате и отчет за сработеното, за тоа како испишавте нова приказна за Центар, за архитектонските заложби за општината Центар, па дури Дебармало Таймс, многу работи како информации, но морам да ве прашам за она што е најважно за граѓаните. Денеска направивме една анкета во центарот на Скопје и некако од сето она што го слушнавме како најважна тема и тоа што гледаме деновите е хигиената за жителите на Скопје. Пред малку го слушнав и вашиот против кандидат Лабудовиќ, вели дека за 100 дена ќе го исчисти Центар. Што ќе направи Герасимовски ако добие втор мандат за хигиената во Центар? Јас сум среќен што све што сработевме заедно со граѓаните. Самата програма ја пишувавме сите заедно, преку голем број на средби, преку буџетски форуми, анкети, сето она што граѓаните го препорачува за да имаме поубав живот во општината, го применувавме, односно го стававме, преточувавме во програма заедно и го реализиравме овие 4 години. На сите оние истражувања и средби, хигиената е број еден проблем во општина Центар, но и на ниво на град Скопје. Покрај тоа што купивме нова механизација и ја надополнивме истата која што ја имаме, ја возобновивме истата, купивме и нова цистерна, но имаме 120 хигиеничари кои што се нашите херои, искрено можам да кажам. Деноноќно работат, па дури во 2 смени, за да не се затрупа самата општина во смет. За жал, мојата иницијатива, иницијативата на неколкуми на градоначалници не вроди со плод да ги превземеме ингеренциите од град Скопје, односно да секоја општина има своја комунално предпријатие, своја механизација, но и сметките кои што граѓаните ги плаќаат преку сметката за водовод и комунална такса во водовод и средствата одат во комуналното предпријатие, ги плаќаат залудно, односно не го добиваат тоа за што ги плаќаат, ги покриваат своите трошоци. И дополнително правиме трошоци на граѓаните, каде што нашите вработени одат и двосменски, каде што и изнајмуваме дополнителна механизација, која што ја немаме, пошто не е тоа наша дејност да ги чистиме контингерите од кои што ствараат најголем проблем во општината. Нашите 120 хигиеничари се распоредени по локалните улички, но како што гледате изминатите години, за жал ги чистат и контингерите. Имаме редовни акции за поставување на контейнери за кабаст отпад,
морам да напоменам и ги повикам граѓаните да се подигне свеста, поради тоа што и покрај тоа што ги поставуваме контейнерите за каваст отпад, да не ви покажувам сликите со што све се соочуваме секое утро. Да кабастиот отпад не се фрла во контейнерите за кабаст отпад, туку се остава покрај обичните контейнери, кои што ни прави дополнителен проблем. Гледаме дека градот Скопје последните неколку недели го отстранува ѓубрето од контейнерите, но го остава ѓубрето околу контейнерите, кое што не било работа. Ние секојдневно го отстрануваме. Целта ми е да во новиот мандат купиме дополнителна опрема, но и притиснеме и ги добиеме ингеренциите од градот Скопје да комуналното предпријатие се трансформира. За да имате и повеќе средства. И сите 10 скопски општини си имаме посебни комунални предпријатија. Јас сум сигурен дека со тоа решение ќе одигнеме нивото на чистота на многу повисоко ниво. И би дало вистинска слика кој работи, а кој не си ја врши. Тогаш ќе има еден виновник, ќе знаеме кој така не си ја завршил работата за која што граѓаните плаќаат. Апсолутно. Овде граѓаните плаќаат на едно место, залудно плаќаат, односно градот не ги пружа услугите, треба да се трошат за нешто друго. А ние трошиме дополнителни финансиски средства за држување на хигиена, за дополнителни часови на хигиеничарите, за возила изнајмени, за наши возила и за депонирање на сметот во Дрисла. Тоа се плюс трошоци кои што ние залудно ги правиме поради тоа што мораме да одржуваме хигиена. Некако втор главен проблем за Скопје е јавниот превоз, тоа е главно во кампањата на градоначелниците за Скопје, ама сега многу интересно ми се отвори во вашата програма, вели набавка на нископоден автобус исклучително за потребите на граѓаните на центар. Привилегирани или ќе бидат центарци? Па зашто да не? Како што се привилегирани за многу други работи, ќе бидат привилегирани да користат бесплатен превоз до одредени институции, до водно, до матка, до пазарчињата и така натаму за нашите повозрастни жители. Водиме огромна грижа. Имаме голем број на проекти за нашите повозрастни жители, но и за најмладите. Можам да почнам од најмладите па до највозрастните. Ајде да одиме со ред. Најавувате нова градинка со 100 места во близина на клиничкиот центар, но еден новитет кој што некако разбуди голем интерес во јавноста, двосменско работење на градинките до 22 часот. Може ли да ни го објасните ова? Што ќе значи ова? Како ќе функционира и може ли воопшто општината да го регулира тоа, градинките да работат до 22 часа? Секако дека може. Изминатите 4 години инвестиравме многу во нашите градинки и секогаш кажувам дека имаме подобри услови отколку во приватните градинки, а цената ни е 1490 денари на месечно ниво. Скоро сите градинки се реконструирани, имаме и нова градинка во општина Центар изградено изминатите 4 години, градинката Пролет, која што е една модерна урбана градинка и пример за сите останати. Што е следно, што го планираме во наредниот мандат е нова градинка во клиничкиот центар до непосредна близина на јавна соба, каде што во новиот ДУП истата исцртана и планираме да ја почнеме во почетокот на самиот следен мандат, односно во првата година од мандатот. Градинка за која ќе има капацитет од 100 дечиња и ќе вработуваат 25 негователи кои што ќе водат грижа за нашите дечиња. Одиме чекори и понатаму, а тоа е да пружиме услуга на оние родители кои што работат двосменски, не може да ги однесат од сабајле, односно во утринските часови ги чуваат, они во попладневните имаат проблеми слично. Имаме таков пример во клонот на градинката Корчагин, односно во клонот Пепелашка, каде што истата има двосменско работење. И каков интересот има функционира, имаме една група која што функционира во моментов. И работното време е од 12 до 22 часот. Имаме еден воспитувач и еден неговател кој што се грижи за тие деца. Имаме доручек вечера, 2 ужинки, попладнемен одмор кој што го имаат дечињата и тоа одлично функционира. Сакаме да им скочиме во престред на сите наши родители, односно жители, кои што имаат потреба да дечињата ги носат и во попладневните часови да може да користат таа услуга. Да, многу сте внимавале за родителите. Гледам дека поголем дел од проектите се за заштита на финансии за домашниот буџет. Најавувате бесплатен и здрав оброк за сите ученици кои посетуваат целодневна настава. Ова не е мал број на ученици во општина Центар. 2370 прилика ученици во сите наши 8 училишта. Ова година за прв пат набавивме и бесплатни униформи за сите наши 4900 ученици од прво до 9 одделение во сите 8 училишта. Имаме 4 години бесплатни ранци, прибори за сите прводеленчиња. Следен чекор во новата програма е бесплатен оброк за сите ученици од прво до четврто одделение.
а учениците од 5 до 9 одделение ќе имаат можност да имаат бесплатна екскурзија каде што ќе ги запознаат убавините и културата на нашата сакана Македонија. Најавивте на средба со пензионерите, затоа што велите дека давате фокуси на пензионерите во оваа програма која што сте ја подготвиле за изградба на дом за стари лица во општината Центар, каде ќе биде локацијата и многу важен момент е цената која што ќе треба да ја примаат оние кои што ќе бидат сместени во овој дом за стари лица. Читав субвенционирана цена, ќе има само 12.000 денари. Токму така. Веројатно ќе има голем интерес за ова. Да, изминатите 4 години водевме многу грижа и за нашите мајки, татковци, баби, дедовци преку голем број на проекти. Имаме неколку проекти заедно со Црвениот крст каде што водиме грижа за имаме хитно копче каде што повозрастните граѓани кои што имаат и болести може да користат и добиваат брза помош. Преку Црвениот крст дополнително имаме и нега за стари лица, односно Центар се грижи за возрастните, каде што 2-3 пати во текот на неделата се посетени од физиотерапевти, од искусни кадри кои што им пружаат помош во домаќинствата за купување на домашни производи, плаќање на сметки, физиотерапевски услуги и така натаму. Одиме чекори понатаму, плюс имаме 3 години поред 2500 денари доделува општината за пензионери кои што имаат пониски пензии. Истото планираме да биде 5000 денари од следната година, за да им помогнеме на оние пензионери кои што имаат пониски примања. Но и она што го бара изминатите години, а тоа е нов пензионерски дом, односно дом за стари лица. Веќе имаме локација одбрано, каде што на квадратура од 2000 квадрати, основа на домот околу 412 квадрати на 2 нивоа, и планираме да биде тоа субвенционирано од страна на општината и да чини минимални 12.000 денари за да може секој пензионер да се пружи таа услуга која што ќе нуди општината. Верувам дека ќе оди таа селекција? 50 пензионери, многу поголем е бројот на пензионери во општината. Сигурен сум дека ќе има голем интерес за 12.000 денари да бидат сместени во нов модерен дом за стари лица. Кои ќе бидат условите? Анализите што ги направивме, не може секој пензионер да се пружи сместување во приватните пензионерски домови, пошто чинат многу. И тоа треба да го плаќа семејството, односно децата кои што треба или да ги чуваат или да ги дават во дом па да ги покриваат трошоците. Затоа решивме да изнајдеме начин и да им помогнеме на нашите повозрастни жители. Првично ставено е 50, јас сум сигурен дека бројката ќе биде уште поголема, поради тоа што во моментов се прави идејното решение за самиот објект. Верувам дека ќе има и поголеми капацитети, ќе почнеме од првиот спрат, но ќе се планира и вториот спрат. Во моментов се размислува како ќе се селектираат и кој ќе има предност во делот на користење на услугата, сето тоа ќе го имаме набрзо склопено за да ги произнесеме и сите модули како тоа ќе целосно ќе функционира. Кој би бил рокот? Трошам време за тоа што е нешто ново, го нема во другите општини, а е многу значајно. Имаме детектирано 2 локации. И јас првично ја најавам ова поради тоа што е на падините на Водно, има поголема површина, поголем двор, зеленило и така натаму, плюс климата е подруга на Водно. Имам уште една локација во Капештец, која дополнително ќе ја дискутираме во наредниот период. Не сакам да ветувам нешто како некој од градоначалниците да не можеме да го оствариме. Се ова што е ставено во нашата програма се реални проекти кои што со сигурност ќе ги завршиме овие 4 години. Зашто? Зашто знаеме дека во тој дупк, на тоа место, можеме да градиме тоа што го ветуваме. Имаме многу ветувања на одредени градоначалници, на проекти, кои што, за да ги реализираат, треба или многу време, или се лажни ветувања. На самиот крај, порака од вас до жителите на Центар, или зошто да гласаат за Горан Герасимовски? Како што напоменав, изминатите 4 години покажавме како треба да се води локалната самоуправа. Многу поразлично од централната власт. Покажавме дека во нашата општина нема партизација, дека тука има граѓанско движење, односно грижа за сите граѓани, за мене, за мојот тим на луѓе, кој што е одличен и ствара резултати, пред се е граѓанинот, па после сето останато. Покажавме дека знаеме, дека сме честни, отчетни, немаме ни една дамка овие 4 години, не пропознаваат луѓето по добри дела и ветуваме дека сето ова што го
Имаме напишано во новата програма заедно со граѓаните, кое што пишуваме заедно со граѓаните, ќе го реализираме во наредниот 4-годишен мандат. Помина првата недела од кампањата, уште 2 се пред вас. Ви посакувам многу успех и во кампањата и на изборите. Ви благодарам на поканата.